Немам зборови, моментално сум во Франција и жалам што во овој миг не сум во Македонија. Ни солзи, ни рече оперскиот пејач Борис Тројанов. Вест за Тоше Поевски едноставно ја прими со неверување. Не може да разберам дека нашиот Тоше може да му случи тако нешто. Страшно е, ужасно е. Тоше беше не само убедливо во целата историја на нашата поп музика, најдобар и најмузикален вокал. Туку да оставиме тоа на страна, тоа е нешто големо, него најголемото ке Тоше, што беше голем човек, голем хуманист. Иако 26 годишен, тој многу добро го свати животот и многу добро свати дека треба да се бори на страна на доброто, дека треба се да направи за тој што нема, за тој што е немокен. И таа негова племенитост покрај, значи пред тоа што го кажав, ќе остане запишана во нашата историја. И тоа е дел од неговата огромна каризма која имаше. И јас лично сум потресен како човек, тешко ми е некако да ги составувам речениците, но уште потешко ми е тоа што знам дека зад него остануваат и неговите двајца родители, чија болка не може да биде многу тешко може, значи да се утеши со овие било кои зборови на било кој. Така да, иако сум во Франција, така не можам да бидам, значи на погребот на Тоше, од најдлабоките мои корени на мојата душа им изразвам сочувство и изгубим еден голем човек. Музичарите, композиторите, текстописците, аранжерите, сите негови колеги со пиетет говорат за Тоше. Се уште не можам да поверувам, длабоко сум потресена на вистина. Можам да кажам дека еден од ретките луѓе кои ги познав без разлика што беше пејач и музичар воопшто, нели, затоа што заедно бевме на факултетот за музичка уметност. Еден од ретките кои што продолжуваше, значи амбициозно да ја гради својата кариера како никој до сега, затоа што знаеме дека беше белег воопшто не само кај нас во Македонија, туку и низ целиот свет. Беше едноставно наша икона, обележи амбасадор најголем за нашата држава. Не е шок, него нешто повеќе од шок за мене, бидејќи навистина се уште не можам да верувам дека ова се случило што се случило со Тоше. Се сеќавам тајно моја кога ја снимавме, ја вежбавме неколку дена. Он беше одушевен и со толку ентузијазам ние ја пробавме и ја правевме таа композиција, а и другите исто така, бидејќи сакаме тоа врхунски да звучи и мислиме дека успеавме да го направиме тоа. Максимумот негов и максимумот мој да се спојат во една хуманитарност, што он ја поседуваше и како личност и како дете. Он практички за мене остана дете, но големо дете. И денеска и таа добрина што во душата ја носи, он гледаше на секој да му помогне во секоја смисла на зборот. Нашиот Тоше веќе не е меѓу нас. Македонија изгуби голем артист и вокал, што по моите лични прегледувања во наредниот подолг период нема повторно да се роди на нашето музичко небо. Беше амбасадор на македонската музика и многу хуман човек. Но сепак, најтрагичен е фактот дека уште еден млад живот оденадеж згасна. Моето длабоко сочувство оди кон неговото семејство и најблиските. А мене пак ми е особена чест што го познавав Тоше и што ја имав можноста да соработувам со него. Музиката на Тоше беше радо слушана и меѓу нашите иселеници во диаспората, во Канада, Австралија, Америка, на сите континенти. Неговите концерти беа масовно посетувани, а песните предизвикуваа воздишки и одушевување. Јас Тоше го знаев многу близко, бевме соработници на повеќе нивоа. Аранжирав неколку композиции за неговиот втор албум, продуцирав 2 концерти во Торонто, па беше пред 2-3 години. И што да кажем за него, сите што го знаат, прекрасен човек, музиката ја сакаше многу
Соработката ни беше одлична. Секогаш на највисоко професионално ниво и секогаш со доста емоција. Така да голем човек, денес и сутринава кога ја слушнав информацијата за што се случило, се уште не можам да верувам. И доста ова се тажни мигови за целата држава, не само за страната. Почивај во мир, Тоше, те сакаме и чувај се таму горе ние. Еден ден ќе се сретнеме повторно, ќе засвириме заедно. Петер Ристовски тука од Сидни, Австралија. Реакцијата од диаспората тука е многу голема трагедија. На жалост, Тоше Проевски беше тука пред 2 недели, исто како да беше вчера, и мислам на добро начин последна шанса на диаспората од најдалеко Македонија имаше шанса да го видат и како џрезва на овој свет. Цел ден мобилни му звонува од луѓето што се во жалост, други плачуваат. Голема трагедија не само за фамилијата на Тоше Проевски, и за цела заедница Македонија. Тој беше како амбасадор на не само на Македонија и на цела заедница и цела диаспора во овој свет од Македонија. Знам дека многу луѓе од не само да тие што го слушаат музиката, знам дека Македонската православна црква тука и тие реакција многу жалост и има голема жалост на македонската индустрија за музика. Беше најголема звезда и тешко да се најде таков човек. Музиката на Тоше ја почитува и бизнисмените. Стопанската комора на Македонија минатата година го именуваше за свој амбасадор и промотор. Во времето кога на Македонија и треба големи брендови, ние денеска ја примивме тажната вест дека еден од најголемите брендови наши го загуби животот во Хрватска. Како Стопанска комора на Македонија, како граѓани, сме особено тажни заради тоа што замина еден млад човек кој што можеше многу да придонесе за афирмацијата на нашата земја. Посебно што Тоше беше првиот амбасадор на Стопанската комора на Македонија и тоа се деси токму во момент кога ги презентираше нашите можности во Република Хрватска и секаде каде што настапуваше по светот. Ќе го паметиме како голем бренд, како голем човек, како голем македонец кој што успеа да не извлече од ова балканско сивило надвор од границите на нашата земја. Ме шокира веста за трагичната смрт на Тоше Проевски. Тоше не беше само изворено талентиран и сакан пејач, туку беше и посветен национален амбасадор за децата на УНИЦЕФ, се вели во телеграмата од УНИЦЕФ. Тоше беше секогаш насмеан и расположен за другарување со децата. Тој ги посетуваше болните деца од клиниката за детски болести и беше наш прв донатор, се вели во телеграмата испратена од целиот персонал на детската клиника од Скопје. Навистина не познавам никој друг во Македонија кому можам да му напишам, но сакам да ја изразам својата длабока жалост и тага до сите оние што беа вклучени во кариерата на Тоше во македонската радиотелевизија. Тој навистина беше многу талентиран пејач, голем хуманитарец и ова е трагичен крај на еден млад живот, напиша во својата порака до македонската радиотелевизија новинарката Џули Рајт, англичанка која неколку години поред ги следеше изборите за песна на Евровизија. Денес е неизмерно трагичен ден за македонскиот народ, како и за сите љубители на музиката во Европа и во светот. Тоше Проевски беше млад, воредно надарен и исклучителен музичар. Како амбасадор на УНИЦЕФ не штедеше напори во борбата за човечноста и за помош на децата, посебно оние со пречки во развојот, но и на сите други на кои им е потребна помош, стои во телеграмата на евроамбасадорот Ерван Фуере. Целиот персонал на мисијата на Европската Унија во Македонија се придружува кон тагата на целата нација. Обединети сме со неговото семејство во оваа трагична загуба.